Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Дали го знаеш Том? Тој живее на фарма во Јужна Америка. На неговиот роден ден тој доби живо пиле. Том самиот се грижеше за него. Постепено пилето стана кокошка. Жолтите пердувчиња се преобразија во бели пердови, па затоа Том ја нарече неговата кокошка Госпоѓа Бела. Во шталата ѝ направи гнездо и секогаш кога Госпоѓа Бела ќе снесеше јајце, таа гласно им го кажуваше тоа на сите. Како што житото на нивите растеше се повисоко, Госпоѓа Бела престана да несе јајца. Мамо, што се случува со Госпоѓа Бела? Таа веќе не несе јајца и исчезнува во нивите со жито. Само почекај, Том. Мајка му се насмевна додека зборуваше. А по неколку недели Том дозна зошто. Мамо, види! Од нивите доаѓаше Госпоѓа Бела со цело јато пиленца. Том беше многу среќен. Еден ден се слушна аларм за пожар. Гореа нивите со жито. Огнот стигна речиси до фармата. Каде е Госпоѓа Бела? Дали таа... Том не сакаше да мисли за тоа додека ги пребаруваше сите ниви. Но што беше тоа? Том ја виде кокошката ја гледносана пред неговите нозе. Тој ја дигна, а под кокошката ги најде сите незини пилиња исплашени, избиени едно до друго. Како е можно ова? Животните брзо се ќаваат кога опасноста е близу. Кога огнот се приближил, пилињата барале заштита од нивната мајка. Кокошката можела да летне, но пилињата не можат да летаат. Госпоѓа Бела ги сакала нејзините пилиња и така ги расширила своите крилја над нив и дозволила огнот да изгори неа наместо нејзините пилиња. Таа самата се жртвувала за нејзините пилиња да останат живи. И љубовта на Исус може да биде споредена со ова. Том, никогаш не заборавај дека Исус го даде својот живот доброволно за ние да можеме да живееме. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!